Во текот на денешниот ден, некаде до 15:30 часот, имаме 23 пожари на отворено. За жал, бројот нема да биде конечен, бидејќи попладнево сигурно ќе се појават нови пожари. Најсвежи пожари се пожарот кој што изби кај село Ајватовци и Бунарџик, кој што предизвика силна вознемиреност меѓу граѓаните, каде што итно замина тим пожарникари од Скопската противпожарна бригада, која што предмалку го изгасна пожарот кој што изби кај стрелишето Камник под ресторанот за свадби, каде што исто така се создаде голема паника. Во овој момент се наоѓам пред пожарот, позади мене е пожарот на територијата на општина Македонски Брод над езерото Козјак. Монструмот пожар со кој што повеќе денови водеме битка, и тоа битка во која што учествуваат повеќе воздухоплови, хеликоптери, ер-трактори, овде и тимот од Унгарија. Во овој момент овде на лице место имаме 40 лица од противпожарниот тим од Унгарија кои што имаат специјална опрема и чија што првостепена задача денес е да ја заштитат викенд населбата на брегот на езерото Козјак, за која што сум прилично сигурен дека нема да биде загрозена од огнот, бидејќи имаме концентрирано поголема сила овде на лице место. На тимот од унгарски пожарникари и помагаат и 27 припадници на полицијата, како и неколку локални пожарникари. Постојано во текот на денот дејствува и еден хеликоптер од Унгарија. Вториот тежок пожар е пожарот на територијата на Демир Хисар, Охрид или Илинска планина, каде што исто така повеќе денови дејствуваме со воздухоплови, но сепак овде локалната самоуправа треба да даде посилен одговор, бидејќи на лице место се наоѓаат само 4 пожарникари, 10 припадници на национални шуми, но гори ниска вегетација, ниско стеблеста шума, а на некои места и букова шума. Третиот активен пожар е на територијата на општина Чашка, село Попрадишти и Ореше, каде што рано утрово делувавме со 2 хеликоптери, еден полициски и еден српски хеликоптер. Исто така на земја има 10 припадници на национални шуми, како и 5 припадници од општината. Овде горат млади насади од шума и ниска вегетација. За полесно справување со овој пожар беше наместен и базен од кој што хеликоптерите полнеа вода. Друг пожар кој што е исто така голем пожар е пожарот на територијата на општина Петровец, кој што се движи кон село Градманци и село Дивле. Овде дејствувавме со 4 ер-трактори, и тоа 2 на ДЗС и 2 германски ер-трактори. Гори пред се ниска вегетација, но пожарот зафаќа широк фронт. На територијата на Кочаник и местноста наречена Бана Ѓурка од мрелиштето на Пониква се запали нов пожар каде што дејствуваат 4 припадници на национални шуми, гори букова шума. Кај Студеничани имаме неколку пожари, едниот е кај село Дрчевици и село Црвена вода, гори мешана ниска, но и висока вегетација. Кај исто така ги село Студеничани, кај општината Студеничани, село Рамни Габер, исто така гори ниска вегетација, но и еден напуштен објект. Овде дејствуваат припадници на Скопската бригада за противпожарна заштита. Денес пожар изби кај Кичевското село Зајас, каде што дејствуваат локалните пожарникари со подршка на национални шуми. Гори мешана шума, но делумно и борова шума. Пожар исто така денес изби над село Косоврасти во близина на Дебар, односно на територијата на општина Дебар, во чие што гасење учествуваат локални пожарникари, како и припадници на национални шуми. На територијата на Охрид гори на планината Галичица, таму дејствуваат локалните пожарникари заедно со доброволци, но и ренџери од Галичица. За сега гори ниско стеблеста вегетација. Воедно пожар имаме и на територијата на Македонски Брод кај селото Слатина, кој што дополнително ни прави проблем, бидејќи дел од пожарникарите од оваа општина од Македонски Брод мораа да бидат упатени таму, со што бројот за долг на овој монструм од пожар е намален. Под контрола имаме 4 пожари, и тоа еден од нив е оној пожар кај село Негорци, кој што за жал утро повторно се разгоре и повторно бараше повеќе ресурси за негово оставање под контрола. Останатите пожари кои што се под контрола или изгаснати ќе ги ставиме во Вибер групата на ЦУК. Уште еднаш користам можност да апелирам сите граѓани кои што имат викендици или кои што ги обновиле поранешните стари куќи во осамени села, напуштени села, да направат мек појас околу нив за истите да бидат заштитени од евентуален пожар, бидејќи не знаеме кога и каде ќе избудне нов пожар. Тоа е се за денес.